Освен што заврши во притвор, Сабахудин Рустеми поднесе и оставка од функцијата ВД директор на јавното претпријатие Комунална хигиена. Осомничен во обвинителската истрага по хаосот со ѓубрето во Скопје, преку неговиот адвокат соопшти дека поднел оставка од морални причини. Тоа е еден морален чин од страна на сега веќе осомничениот, веќе поранешен директор Рустеми, кој што заради истрагата која што е отворена, не сака да било како евентуално се помисли во јавноста дека ќе влие или попречува било каква истрага. Од претпријатието повикувајќи се на статутот за Канал 5 вела дека сега на потек е градоначалничката Данела Арсовска да назначи нов директор. Од нејзиниот кабинет пак по прашањето како ќе функционира Комунална хигиена Скопје, упатуваат одговор да даде премиерот Христијан Мицкоски. Како ќе функционира јавното претпријатие Комунална хигиена Скопје во следните 5 дена? Прашајте го премиерот Мицкоски, кој лично од својот кабинет го наредува овој хаос, кој воедно и го најави како интересна разврска на пресконференција, непосредно пред да се случи. Го повикуваме премиерот Мицкоски, кој има своја председателка на управен одбор од ВМРО, која воедно е и осуден криминалец за 2 кривични дела во 2006 и 2022 година, да го повика управниот одбор на Комунална хигиена Скопје, согласно член 24а став 2 од Законот за јавни претпријатија, да донесе одлука за разрешување на директорот и согласно став 3 од истиот член да именува вршител на должност на претпријатието. Функцијата ВД директор на Комунална хигиена Рустеми ја извршуваше 8 месеци како кадар на ДУИ. Завчера тој раководителот на сектор АКИ беа уапсени откако против нив МВР поднесе кривична пријава за загрозување на животната средина и природата со отпад, а кривичниот суд синоќа им определи 30-дневен притвор поради опасност од попречување на истрагата, влијание врз сведоци и можност да го повторат делото. Неговиот адвокат тврдеше дека имаат докази дека Рустеми презел дејствија за обезбедување на потребна механизација, барал поголеми ресурси како и вработување, но не му било одобрувано од управниот одбор. Сега веќе поранешниот директор Рустеми е именуван во февруари 2025 година, а годишните програми и правилниците околу работа се носат пред тековната година. Обвинителството и МВР соопштија дека осомничените постапиле спротивно на Законот за управување со отпад, што резултирало со создавање мали депонии во Скопје, со што биле загадени почвата, водата и воздухот, предизвикувајќи опасност по животот и здравјето на луѓето од заразни или други болести.